Маж ја нападнал сопругата, а син се заканил дека ќе го убие татко си. Доста често изминатиот период во полициските билтени се регистрираат вакви пријави. Верица Тимосиевска од Центарот за правна помош во Сдруженијето Женски форум од Тетово, кој веќе 20 години им помага на жртвите на семејно насилство. Вели дека во изминатата година зголемен е бројот на повици кај нив, особено од млади жени кои пријавиле насилство во домот. Таа вели дека мерките и економската криза ја зголемија нетрпеливоста. Брачните двојки кои се помлади се најдоа затворени во домашната средина, без можност за некое посебно напуштање на семејниот дом и кругот на насилство. Нетрпеливоста се зголеми, економската состојба сите знаеме каква беше и каква е се уште, останување без работа, без финансиски средства, што предизвикува нетрпеливост, подигање на тензиите, кое се нешто резултира со и ваков, за жал, исход со семејно насилство. Подосна бројката на пријавени жени, таа беше некаде околу 40-тина. Сите повици се прифатени, на сите им е дадена соодветна правна помош, односно правен совет. Дадено е упатување до надлежни институции кои се вклучени во системот на заштита на жените жртви, тоа се Министерство за внатрешни работи, Центар за социјална работа, Јавното обвинителство, Основниот суд Тетово. Жртвите многу ретко се решаваат да побараат кривичен прогон за насилникот, најчесто поради страф и економска зависност. Според статистичките податоци на СВР Тетово, минатата година на тетовското подрачје се регистрирани 74 кривични дела на семејно насилство, а дури 170 поплаки поминале само со писмено предупредување. Најголемиот број од овие кривични дела биле извршени со употреба на физичка сила и со нанесување телесни повреди како последица од тоа или со загрозување на сигурноста. Ваквите кривични дела најбројни биле во последното 3 месечие, вкупно 29, и сите биле заокружени со соодветни поднесоци. И во првиот месец од годинава речиси секој ден имало вакви пријави. Минатиот месец во јануари бележиме вкупно 6 кривични дела, од кои 4 со нанесување телесни повреди и 2 со загрозување на сигурноста, во кои вкупно биле инволвирани 5 сторители. Покрај ова, во јануари исто така, бележиме и 23 поплаки. Тимосиевска додава дека институциите треба повеќе да се ангажираат околу ова прашање. Нивното здружение досега добивало поддршка само преку потпишани меморандуми. Меѓутоа, финансиски средства добиваат само преку проекти. Финансиска поддршка ниту од централната, ниту од локалната власт до сега немаме добиено. Сите проектни активности што до сега сме ги реализирале биле со поддршка на меѓународни организации, исто како што и последниот проект со кој почнавме на 1 декември минатата година и кој ќе трае 10 месеци, заклучно со септември 2021 година. Тој е исто така поддржан од меѓународна организација Квина Тил Квина. Во рамките на овој проект воведуваме за време трајање на проектот и психолошка поддршка, значи проектот предвидува бесплатна правна помош и психолошка поддршка на жените во Полошкиот регион. По бројот на случаите на семејно насилство, но и според бројноста на жители во Полошкиот регион, правниот консултант Тимосиевска вели дека е неопходен шелтер центар, за кој добивале многу ветувања без нивна реализација.